Тројца пациенти почина во една ноќ на инфективното одделение во Велешката болница како последица од COVID-19. Инаку, ова е прв пат во еден ден да починат повеќе пациенти во оваа болница. Почина маж на 62 годишна возраст и жена на истата возраст од Велес и 69 годишен пациент од Свети Николе. Со новите починати од почетокот на епидемијата до денеска битката со коронавирусот ја изгубија 20 велешани. Утре во состанок одржа кризниот штаб за заштита и спасување, кој информира дека до 11 часот 8 велешани се меѓу ново заразените и тројца оздравени пациенти се регистрирани. Заразата се шири брзо, болничките капацитети се исполнуваат, но и бројот на смртните случаи расте. Во последните 10 дена во Велес се регистрирани 72 нови случаи на COVID-19 и 5 мина починати, од кои 4 од Велес и 1 пациент од Свети Николе. Тука предлагам да ја слушнеме изјавата на градоначалникот на Велес Аце Коцевски, кој е исто така и прв човек на штабот кој ја оцени денеска состојбата со коронавирусот во Велес. Состојбата во Велес и Велешко со COVID-19 е алармантна, затоа што вирусот е широко распространет и голем делот од лицата кои се позитивни не можат точно со сигурност да утврдат од каде се заразиле. Дел изјавуваат дека се заразиле можеби заради патувањето до работното место, некој на работното место, некои од членови на семејството, но голем број не можат да утврдат точно од каде се имаат заразена. Загрижувачка е состојбата и со капацитетот на Велешката болница. Минатата недела тој беше проширен со поставување нови кревети на инфективното одделение, но загрижува и тоа што заразени со коронавирус има и меѓу вработените во Велешката болница. Со мене е портпаролот на болницата, доктор Весна Николовска-Неделкова, која ја прашувам дали Велешката болница е под притисок на се поголем број хоспитализирани пациенти. Во последните 2 седмици расте бројот на пациенти кои што се хоспитализирани на инфективното одделение во нашата болница со оглед и на секојдневниот пораст на новозаразените пациенти со COVID-19. Во нашата болница се лекуваат и пациенти од останатите градови, од Кавадарци, Свети Николе, Неготино, Градско, Демиркапија. И со оглед на нова настанатата ситуација го проширивме капацитетот на инфективното одделение од постоечките 33 на 54 болнички легла. Сметаме дека во наредниот период ќе можеме да одговориме со овој капацитет, да излеземе во пресрет на сите пациенти кои што ќе имаат потреба за хоспитализација, но секако тука стои апелот до сите граѓани да се придржуваат строго и да ги почитуваат сите мерки за заштита кои што се препорачуваат секојдневно. Дали тоа е едно од решенијата за да не се преоптори системот? Тоа е едно од главните решенија кои што треба да го прифатат сите граѓани и да се придржуваат максимално. Доктор, ке ви благодарам на овој разговор. Во моментов инаку 106 велешани се водат како активни случаи, од нив 79 се на домашно лекување, 29 се хоспитализирани на инфективното одделение во Велешката болница, 2 се на инфективната клиника во Скопје, 2 во градската болница во Скопје, 1 на клиниката за орала и 3 во приватни клиники од Скопје. И на крајот само да кажам дека од почетокот на епидемијата до денеска во Велес се регистрирани 446 заразени, од кои 322 оздравеа, а 20 починаа.